Добър ден, драги приятели! Днеска повторно ќе другуваме на моја видеоанализа, а причината е голема, поточно глобалната политичка сцена. Велам зашто глобалната политичка сцена. Во понеделник во САД се закажани протести во 1500 градови. Само во Лос Анџелес е пратена војска од 5000 војници и многу забрани. Не сме да се носи оружје, торбици и така натаму, куфери. Самото праќање на војска во Лос Анџелес, кај се другите 1500 гради од 5000, тоа е повеќе војска тие 5000 отколку што сад ги повлече од Сирија и Ирак заедно. Сето тоа ќе биде насочено против председателот Доналд Трамп и неговата наводна имигрантска политика, со кој имигрантите ги испраќа или ги депортира од САД, како сакате кажете го, но тоа ме натера да ги погледам и говорот апнајте во многу мои настапи или видеоанализи ви кажав. Јас сум дипломиран новин аналитичар, Белградски съдебен настав, општи сме група аналитичари, но астроидите и парапсихолозите толку време ги истражувам, кои ми помагаат во моите анализи. И ја земав ко пример наталната карта на председател на САД Доналд Трамп со транзитите од 14 јуни, поточно од понеделник, кога се закажани 1500 градови, протести, главните ќе се во Лос Анџелес, но интересно е дека за истиот ден, до 14 јуни, значи понеделник, Трамп во Вашингтон ќе прави војна парада. Не знам тоа колку е добро, колку е лошо, мислам дека е малку непромислено во исто време. Најверојатно да ги заплаши демонстрантите, таа војна парада ќе биде во Вашингтон. Но треба да се земе во предвид една друга работа. Значи, од вторник, тој 15 јули, Меркур, која е планета на интегралната енергија и го простава на Луна, тргнува ретроградно до 12 август. Тој ретрограден Меркур ќе тргне ретроградно во 12-та куќа на председателот на САД Доналд Трамп, а 12-та куќа са скриени филипински пријатели, подсвес и така натаму, за сватока енергија. Значи, тоа ќе потре некаде до 12 август, во исто време за едно непуно 10 дена и сонце се влегува во 12-та куќа. Значи, ово што ќе случува во САД, буквално војна револуција, или шарене, како сакате кажете. Значи, им се врати дома, и што би рекли леси се враќа куќи, Србите. Но тука голема постои опасност за самата безбедност на председателот на САД. Ќе му биде за негова ликвидација или пак насилно тргнување од власт. Но дали и како ќе се успеат во тоа, не би можел да се каже, да се предвиде, но не му се пишува добро. Ова ќе го кажам од многу причини, бидејќи е во моментот, поточно, на 14 ќе има полусексил меѓу транзитно и натално сонце. Значи, наталното му е во 10-та куќа на 22 степен, а во понеделник на 14 јуни ќе биде во 11-то поле, тоа е полусексил. Значи, неговите политички противници или демократите ќе почнат, па и од неговата партија има доста противници, да работат силно, а, реков, Меркур е во 12-то поле, а плюс од вторник и ретрограден, значи се донесуваат непромислени одлуки и за мене е непромислено избрзана одлуката што ќе содржи војната парада во исто време во Вашингтон. Тоа може само повеќе да ги иритира тие што ќе излезат на протест.
се случва една опасна работа. Да живее економията на САД не е јака. Она живее на две основи. Тоа е на доларот, која е светска валута, полека доаѓа до доларизација, особено со создавањето на БРИКС. И втората работа која е главен извор на средства на САД, тоа е интернетот, кој сите го користиме, иако Русија веќе направија свој, кој го нарекува Руснов, но тој интернет ние го користат само за војни сили војската, а истото интер го користи и Кина. Значи, сад се наоѓа во еден голем економски колапс и најголемо или најопасно оружје кое БРИКС земјите, тука се Русија, Кина, Индија, Јужна Африка, Бразил, тоа е доларизација, тоа ќе биде малку побавен. Побавно започна, но најопасно е тие што се печатаа пари до сега, ќе нема кој повеќе да ги купува државните обртници на САД. Инаку САД е најзадолжена земја на светот, некаде во моментот е над 37.000 милиарди долари во долг, а исто со една валута која е со многу краток тип за година две ќе почне да пропаѓа, тоа е еврото, бидејќи оно се така печати без покритие. Ви гледате ги цените се качија дупло секаде. Особено е малку ме смешна Бугарија што ќе влезе во еврозоната. Тоа ќе биде тотално економски колапс за Бугарија. Веќе цените се таму подготвени. Тоа што било 3 лева, сега е 6 и така натаму. Значи, и една писател на Трамп му препорачува до средината на август да обрне големо внимание, може се обиди на атентати, едната ми е случај дека ќе бидат неуспешни, но распоред на планетите ме плаши, бидејќи од крајот на јули транзитен Марс, тоа е воица на планета, се разбереме, ќе биде во квадрат со неговото Сонце, тоа значи крајот на јули и почетокот на август. А во исто време Меркур ќе биде ретрограден, значи ќе има многу обиди, тие причини му препорачувам да обрне големо внимание. Оно што се случи иначе кај нас е да спомнам две реченици во Брисел, до новиот извештај, за владата тоа треба да биде волеј, фудбалски кажано, без голма, но дали ќе знаат да шутнат или ќе ја вратат топката назад, во одбрана, не знам. Тоа си они знаат, имат си советници, добро нафатирани, не би сакал да се мешам во работата. А треба да се искористи, но како и што ќе искористат, тоа е нивен проблем, не е мој. Значи, драги пријатели, би сакал тука да завршам. Значи, од понеделник во САД почнува дестабилизација, кој ќе се одрази врз глобално поле, бидејќи доларот тука кој валута, али не е веќе толку силен после самитот на БРИКС што се одржа во Бразил, каде Путин преко видео се обрати. Си Џинпинг не присуствуваше од здравствени причини, а и таму има многу сега што спремат самити и така натаму. Драги пријатели, ви посакам убав ден, убав викенд. Оние што има желба да ги следат моите анализи, треба на YouTube да притиснат на subscribe или претплати се. И така може да ме следат на TikTok и на Instagram. За денеска толку. Ви посакувам убав ден со Создателот и Македонија напред.